Сите оние кои што сега се будат, ја следат утринската програма Журнал Носител телевизија, која што оде секој ден од 7 до 9 часот, вклучувајќи го и денот сабота. Континуирано 365 дена првата детска амбасада во светот ги следи, ги анализира, ги прибира податоците и секако ја има иницијативата покрај останатите институции за решавање на проблемите поврзани со насилството врз децата. Во изминативе 6 месеци, минатата недела беше објавен извештајот за СОС јавувањата на телефонот. 25 дечиња сами се пријавиле податоците, вела така, 182 јавувања од возрастни лица, 17 непознати или контактирале преку електронската адреса на Facebook, што значи сума сумарум 225 јавувања. Сега децата ќе се јават, меѓутоа што понатаму. За сите овие извештаи што зборуваат, кои ќе се споредат со изминатите години, прашањата ги поставуваме на нашиот гостин. Велам добро утро за Катерина Конеска, која што ни доаѓа од Меѓаши. Добро утро. Кате, вела дека нема поубава работа да се работи со деца, меѓутоа вашата работа освен таа убавина ја има и сериозноста, токму затоа што децата со кои што вие работите ги знаете или не ги познавате и таа дискреција која што имате секогаш мора да се почитува од една страна, од друга страна можеби една од поранливите групи во општеството, децата кои што се изложени на насилство. Реков пред малку во изминативе 6 месеци 225 јавувања, бројка како бројка кажува многу за оние кои што следат статистиката, тоа се секако вие, која ќе ја споредиме со бројка од некои изминати години. Се охрабруваат ли децата или сите оние кои што го чувствуваат или го гледаат насилството да го пријават? Можеме да забележиме дека оваа година има благ пораст на бројот на јавувањата на СОС линијата во споредба со минатата година и она што посебно сакаме да го потенцираме е тоа што имаме забележано и пораст исто така благ, меѓутоа сепак е пораст во однос на јавувањата од страна на децата, што за нас говори дека децата се повеќе почнуваат да се охрабруваат, да не молчат за тоа што им се случува и да се јавуваат истото да го пријавуваат. Во овие 25 дечиња кои што ги споменавте исто така во најавата дека си имаат јавено во првата половина на СОС телефонот, забележително е тоа што имаме 50% повеќе јавувања од страна на девојчиња во однос на момчиња. 8 си имаат јавено момчиња, 16 се девојчиња и едно е јавување од страна на непознато, односно анонимно јавување, затоа што како организација и како СОС телефон даваме одредена анонимност, доверливост на сите податоци кои што ќе бидат дадени кај нас. Така, сега едно прашање, мене ме интересира лично, прва детска амбасада во светот. Дали имаме детски амбасади овде во опкружувањето, во соседството? Во обкружувањето во соседството немаме слична ваква амбасада, меѓутоа можам да кажам од каде доаѓа идејата да имаме ваква амбасада. Името самото име Меѓаши е едно место кое што се наоѓа на тромеѓето меѓу Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина, кое што и не случајно е таму избрано како место, тоа е точката каде што се поврзуваат православието, католицизмот и муслиманството како религии и при распадот на поранешна Југославија, 1991 година, еден господин кој што го поседувал таа земјишта, рекол дека оваа земја нема да припадне никому, туку ќе биде земја на децата и ќе им припаѓа само на децата. По од тука детската амбасада, значи Меѓаши е амбасада, представник на детската земја. Така, убава приказна. Може би некој знае, може би не знае. Се враќаме ние на нашата тема. Што потоа кога ќе се јават дечињата, возрастните кои идеи ќе пријават? Тоа е значи полугодишен извештај. Конкретно, дали имате бројки или резултати, бидејќи резултатот е она што го бараме сите ние и она заради кое што вие постоите? Откако што децата ќе се јават, постапката понатаму која е? Од кога едно дете или возрастен, затоа што исто така, иако телефонот е пред се наменет за деца и бројките сами говорат дека многу поголем број имаме јавувања од страна на возрастните. Меѓутоа, било кој јавувач кој што ќе се јави на СОС телефонот или ќе го пријави, ќе пријави одреден случај во детската амбасада Меѓаши, ние како организација постапуваме по тој случај во зависност од проблемот за кој што ни се јавува. Некога станува збор за проблем каде што е потребно советување.
тој случај операторите кои што работат на СОС линијата разговараат со лицето кое што се јавило, активно го слушаат и не нудат готово решение, туку принципот на кој што се работи е се очекува од страна јавувачот самиот да дојде до одредено решение на својот за да го надмине проблемот за кој што се јави. Потоа, ако проблемот за кој што се јавуваат е нешто каде што треба да има советување, психолошка поддршка, во тој случај тука се вклучуваат волонтерите кои што ни помагаат и кои што работат во психолошкото советувалиште по пат на советување, консултација, психотерапија. Имаме трет начин на постапување кога станува збор за кога постои сомнеш за одредено кршење на детските права, каде што треба да бидат информирани надлежните институции. Во тој случај СОС телефонот во соработка со бесплатната правна служба писмено се обраќа до соодветните надлежни државни институции, ги информираме овие институции за тоа какви информации сме добили од страна на дојавувачите во нашата организација и ги повикуваме и замолуваме институциите прво да ги проверат тие информации, дали се колку се релевантни, колку е на вистината, што главно станува збор за сомнеш кој што ние како организација не можеме да го испитаме, сепак е тоа во надлежност на државните институции, ги замолуваме да го проверат тоа, да го испитаат и да преземат мерки и активности кои што се во најдобар интерес на детето. Меѓутоа, нашата активност не завршува тука. Од кога ние ќе се обратиме писмено до државните институции, ние секогаш бараме од нив и очекуваме да не информираат што е преземено од нивна страна, затоа што на тој начин на еден вид вршиме исследување, односно мониторирање на почитувањето на правата на децата во Република Македонија, што ни дава одредена слика за состојбата. Така што дел од државните институции најчесто комуницираме и се обраќаме до Народниот правобранител, центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи и други институции во зависност од случајот кој што е дојавен. Не информираат и повратно со тоа што некои од институциите првенствено ќе не информираат дека се запознаени со случајот, отвориле одреден предмет, а подоцна не информираат и за мерките и активностите што се преземени од нивна страна. Со тоа што ние како организација доколку забележиме, односно идентификуваме дека има одреден, сметаме дека има некогаш одреден пропуст, тоа исто така го комуницираме со нив, се со цел да помогнеме заедно на децата. Затоа што СОС телефонот представува една од основните компоненти на националниот систем на детска заштита и СОС телефонот е на некој начин првиот контакт, линкот со тој систем на детска заштита од страна на децата, затоа што децата некога се чувствуваат многу посигурни да се јават на линија која што е наменета за нив, отколку да се обратат во некој од институциите. Тоа значи дека вие сте линкот, како што кажа пред малку, и дали значи вашата можност да помогнете завршува само со насочување на одредениот проблем на вистинската врата? Не е само тоа, освен што насочуваме, исто така од тоа ги подвлекуваме пропустите, односно празнините кои што постојат во дадениот систем, понатаму застапуваме и лобираме, што СОС телефонот воедно е и застапник на гласот на децата во јавноста, што значи застапувачката и лобирачката улога се исто така едни од составните компоненти на работата на детската амбасада Мегјаши, затоа што само на тој начин, кога нешто ќе се реши системски, можеме да кажеме дека е решено, затоа што решавањето за поединечни случаи е решение само за конкретниот случај, меѓутоа не и системско решение за сите идни или можеби се уште неоткриени, непријавени случаи. Колку овој начин на кој што вие действувате, работите, се организирате, помагате, е сличен на начините на останатите детски амбасади во светот? Рековме дека ги немаме во нашето окружување, меѓутоа подалеку да. Можам да кажам како работиме и колку е тоа слично со другите организации, со другите СОС телефони во светот со кои што работат, затоа што ние соработуваме со СОС телефоните. СОС телефонот од детската амбасада Мегјаши е член на Child Helpline International, тоа е меѓународна мрежа на
детските линии во светот и секогаш се трудиме да ги следиме стандардите кои што доаѓаат од нивна страна, затоа што на тој начин ги унифицираме начините на кои што ги собираме податоците, што ни помага да правиме споредба. И во насока на тоа и пред неколку месеци подпишавме меморандум за соработка со регионалните СОС линии, што се надеваме дека ќе доведат до поголема кооперативност, нели се во насока на тоа да креираме подобар свет за децата. Така, и сосема за крај каде пред да ви се заблагодарам, телефонот на СОС детската линија 0800 1 22 22 секој работен ден од 8 до 20 часот. Ви благодарам многу за гостувањето. Поздрав до сите кои што ги сакаат децата и кои што дел од своето време и од својот живот го посветуваат токму во решавање или насочување на тие нивни проблеми во вистински правец за да се дојде до решение. Убав денката. Благодарам за поканата, исто така ви посакувам вам и на вашите гледачи пријатен ден. Така, ти благодарам.